Како си проде на прво снимање? На првата епизода, на првиот муавет? Најискрено, како што ти кажав и на тебе, нели се премислив и неколку пати дали воопшто треба да ја објавиме таа епизода, заради тоа што прво ми беше емотивно од една страна, заради тоа што ме фати неспремна за некои работи. Мислам, онака ми беше баш изненадувачки емотивно. А од друга страна, најверојатно се премислив толку пати заради тоа што знам дека треба да го гледаат повеќе луѓе, а ние збориме нешто кое што веројатно прв пат го кажувам во јавноста. И се навистина некои работи кои што се лични за нас, ама размислувајќи за тоа си викам да, тоа е нешто кое што сакавме да го направиме и ако е така, уствари ако идам со тој мајндсет, секоја следна епизода не би требало да ја објавиме, пошто секоја следна би била со некои можеби уште полични работи, така да поинтимни. Така да се на се мислам дека беше супер како за прв пат, не знам ти како се осеќаш, меѓутоа онака како повеќе поминува време од недела за недела, така повеќе си викам дека окей, тоа е една верзија од нас која што би сакала да ја видат другите луѓе. Да, мислам дека нормално е таков вид на реакција да имаш, затоа што, како што кажа, ваков вид на разговор е приватен. Најчесто кој што си го правиме јас и ти, ама не го збориме јавно и реално треба и храброст, доза на храброст за да се експонираш себе си во одредено светло надвор од тоа што нели мислам ние контролираме што ставаме надвор во етерот, ама ова е некоја да речем нефилтрирана, помалку филтрирана верзија. А јас и најмалку филтрирана, да, искрено, веројатно ова ќе биде најро до сега што икад било претходно и веројатно што ќе биде понатаму, не знам, ама до сега исто и за мене, мислам. Особено нешто кога станува збор за нашиот однос, нешто кое што да, нели, ние тоа го експонираме на социјални мрежи, ама не до толку. Така. Значи, особено не во толку детална и длабока форма. Иначе јас си правев супер многу интересен формат на разговарање. Таков званичен, ама не званичен. Во просторија со камери, ама исто кога да ги нема. Знаеш, после 10-15 минути веќе влагаш у зоната, in the zone и веќе се губиш од просторот, некој бестежинска состојба стануваш, си правиш многу природен муавет. И знаеш што е целата, мислам дека јака работа на се ова, што 10, 15, 20 години од сега, здравје Боже, ќе си го гледаме ова и ќе се смееме, некојаш верно ќе видиме со поише брчки на фацата, со некој дете плюс околу нас. И ќе биде нешто кое што младиот Марио или помладиот Марио и помладата Софија. Да не мислиме да. Па добро, ама пак кул момент ќе биде, знаеш, со чуне сега некоја снимка што се гледала кога си имала 20 години. Кул ти е. Знаеш, се гледаш себе си во некој друго светло. Тоа што си бил по-незрел за одредени работи, ќе видиш, си викаш или некоја сликар, еле, што ми покажа пред некој ден. Јакта верзија беше од на 20 години. Тоа е се. Не се шалам. Добро. Се е најакта верзија. Ама од тој аспект мислам дека технологијата меѓу другото и тоа ни возможува, ова ќе биде негде сладирано и на интернетот. 5-10 години од сега ќе го гледаме ова и ќе се пресетуваме на одредени моменти. Не знаеме што ќе биде до тогаш, така да. Да. Уште една мисла која што баш од Сабајле ми се вртеше во глава, пошто моментално периодот ни е, мислам дека најфул. Мислам за мене најфул период. Со програмите, со Human, со тренинзи, со Movewell, со се. И минатата недела беше исто као трчаме цел ден и некој се наоѓаме тука за да ја снимиме, да го снимиме тој саат, а во тој саат збориме некои работи кои што се стварно дип и јас после тоа, мислам, после првиот пат и сега го имам исто чувство као ова е бегство на еден начин од сите обврски и целата работа која што имаме, да ја оставиме на страна и да дојдеме тука да разговараме за некои life questions или за некои relationship questions или воопшто не го доживувам како работа или како нешто, туку напротив како најверојатно место кое што ме трга од сите обврски и ме релаксира на некој чуден начин. Да. И да се видиме јас и ти. Пошто не се гледаме многу.
да се продолжиме со прашањата. Преходниот пат застанавме на едно прашање кое што Софија го имаше. И мислам дека таму можеш да продолжиш ти, па после тоа ги си влечеме. Да, искрено него ни размислував прашањето, ниту поразмислував што треба да одговорам, пошто само еднаш го помислив и помислив дека треба да смислам што треба да одговорам, ама си кажав самата на себе дека не. Кога ќе дојдам тука, ќе одговорам тоа што прво ќе ми дојде, заради тоа што мислам дека на тој начин би било најавтентично и нешто кое што најверојатно го чувствувам. Минатиот пат, кога го прочитав, прашањето ми изгледаше малку посериозно. А прашањето беше What were the major turning points in your life that got you to here? Односно, кои се најклучните моменти во животот кои што те донеле тука кај што си денес. И ако почнем многу да го размислувам, можем многу долго време да се задржам на ова прашање. Ама има неколку работи кои што сакам да ги спомнам, кои што веројатно ако не се случиле, немало да бидам, не знам дали се мисли на кај што сум денес или на тоа што јас сум денес. Како сакаш сватиш го? Повеќе би се задржала на тоа што јас сум денес, заради тоа што тоа каде сум јас денес е резултат на тоа што се случувало. Мислам дека поважно е да одговорам кои се тие клучни работи кои што ме направиле и ме донеле до тоа да бидам јас денес таа која што сум. Најпрво мислам дека една од работите кои што ме порасна во секоја смисла е тоа што се преселив од дома, односно тоа што излегов од дома за да одам на факултет на 18, само што наполнив 18, за некој месец одма се преселив, значи сум била малтене дете. И тоа е едно нешто кое што јас со тебе многу често го имам разговарано, е искуство кое што мислам дека е клучно искуство да ти помогне да пораснеш во една индивидуа не само слободна, туку и да научиш да се грижиш за себе, да научиш да бидеш одговорен и дисциплиниран пред себе и да научиш да раководиш со финансии своји и да научиш дека во животот едноставно ги нема твоите цело време и секој широко они мене ми се неизмерна поддршка и до ден денес, ама сакам да кажам дека тој период во мојот живот бил еден од периодите кои што најверојатно многу ме пораснал. Иако во тој период не сум гледала така на работите, тоа е едното нешто кое што... Број 2. Само една ќе те прекинам, ќе додам нешто тука, ова важи за студенти кои што доаѓаат од други градови во Скопје. Пошто луѓе кои што иделен факултет, а се од Скопје, веројатно не го искусуваат тоа на тој начин. Да, затоа кажав и со тебе многу често го имаме зборено, пошто многу луѓе кои што се од истите градови немаат можност тоа да го искусат, иако нели има луѓе кои што одат на страна. Меѓутоа, за мене дури ако имаш можност да си во истиот град, пример утре заутре ако нели со деца или било како, дури да треба во истиот град да студираат, ако се има можности за тоа, јас сум за да се одделат во одреден период, заради тоа што тоа е, стварно ќе кажам, за мене било клучна работа која што ме направила да бидам тоа што сум денес, пошто по природа јас сум човек кој што мислам и сум врзана и за моите и за мајка ми и ќе ми било многу потешко да носам некои одлуки. Да. Ова те фрла во независност. Апсолутно. И да. Втората работа која што ќе спомнам е тоа што одлучив да го напуштам фамилиарниот бизнис, да дојдам повторно во Скопје и да почнам од нула. Значи тоа беше втората работа која што во тој период и во тој момент као посебно за моите дома беше што правиш као. Памтиш дека седевме во Кепаса? Не се сеќавам. Седевме во Кепаса и беше малото тоа што беше преселена назад, беше во Скопје, ти бевме заедно. После 7-8 месеци кога почнаме се гледаме, се врати во Струмица. Така е. И после беше малото, нели ќе се вратам во Скопје, ама некако не се враќаш во Скопје, некако ти легна комфорт назад дома у фамилиарен бизнис, у такви ствари. Не само комфорт, знаеш, тоа е едно нешто кое што најверојатно сите што имаат фамилиарни бизниси ќе ме разберат, пошто јас се вратив дома. Дома не дека ми беше нешто најсјајно, пошто тоа се надоврзува на првото нешто. Јас сум излегла од дома, сама си го правам целиот распоред и се враќам пак дома.
кај што треба да се прилагодам пак на некои други правила, значи тоа не се моите правила, ама малтен тоа не ми беше тешко, малтене тоа ми беше најлесното нешто, заради тоа што си во право, јас имав еден комфор кој што на 24 години зимав супер плата. Знаеш кој се вика тоа? Тато носи, мама меси. Не, јас работев, значи да се разбереме дека работев добро да ако во работењето. Искуство кај татко ми беше од друга страна клучно нешто кое што мене ме научи после сама да работам. Мислам, работев стварно, мислам се сеќаваш во короната се зезаме цело време, останавме јас, татко ми и брат ми да работиме. Ја тато и бато. Јас тато и бате. Нема везе, мислам стварно работев и се трудев и многу научив во тој период. Иако таа работа за мене во тој период беше и многу стресна и не беше за мене. Да. Ама И не беше ама била. Ама била. Не беше ама била. Само ќе те прекинам. Многу е битно да додадеш контекст на се ова, односно тежина на контекстот што го кажуваш. Само две реченици кажи што работеше тоа. Чисто само за некој што веројатно не те знае доволно или што не е случайно што си работела. Така, татко ми има исто е терапевт и има заедница за луѓе кои што имаат проблем со зависници од дрога и алкохол. Од дрога и алкохол, не се кажува така, пробав да ми текне точниот термин, пошто веќе е сменото, ама окей, мислам, сега е неформален разговор. Работев во терапевтска заедница како психолог со луѓе кои што се зависни од дрога и алкохол и коцка, хазард. И за мои 24 години бев како во долина на волците фрлена, иако имав колешки кои што ми беа супер поддршка. И стварно, мислам, таа работа беше нешто кое што многу ја сакав работи и беше огромен предизвик за мене, ама за некој на таа возраст и на тие години во некои моменти беше too much. Без разлика на се. После 3 години како беше? 3 години во конкретно короната. Мислам дека помалку, да. Јас тогаш уствари пресеков и решив дека јас се селам повторно во Скопје, иако тој период за мене беше комфорот. Значи имав супер плата, скоро сите пари си ги ставав на страна пошто живеев дома, немав никакви трошоци, немав ништо и за мене беше вау. Значи се сеќаваш и ти, ние шетавме секој викенд, 2 пати или 3 пати годишно идевме на некое патување, што беше, мислам, за тој период одлично. И тоа беше некако, од друга страна, ми беше, не бегство, ама со тебе тој период ми беше еден па и од поубавите, заради тоа што баш имав можност и слобода да правам се што ќе посакам, а и ти исто така. И интересно беше што во тој период од 8 или 9 до кај 3-4 одев на работа кај татко ми, се враќав дома и од 4-5 држев тренинзи до 10 вечер. Така да плюс дополнително ми беше и таа работа. Тоа беше втората работа кога Трето уште една имаш. Зашто уште една? Па мислам дека 3 се таман. Ајде ќе размислам, може имам уште 2. Ајде. Уствари ме пресече кај бев? Тренизите. Не, тренизите. Поентата ми беше да кажам дека тогаш уствари пресеков дека се е супер тоа што го правам и имам комфорт, имам се, имам финансии, имам слобода, ама прво не сум со тебе, второ не се гледав уште долго да бидам во Струмица, пошто за мене Струмица уште многу одамна беше премало место кај што јас можев да се замислам да бидам на подолг рок и таа транзиција со татко ми посебно беше многу тешко да ја направам. И во еден момент само пресеков и му реков и на него јас од први не доаѓам на работа, ама чекај како што за мене, значи и кога јас решив, уствари тогаш се реши и сите други работи, пошто мораше да се решат. Претходно бев како на 2 стола. Ќе заминам, нема да заминам, ова ќе правам, друго ќе правам, иако не знаев апсолутно ништо што ќе правам во Скопје. Значи тогаш нели во короната ги почнав програмите и уствари јас од тогаш активно моја главна работа стана онлайн програмите. Јас така и почнав многу повеќе да се вложувам во сето тоа и така и се преселив повторно во Скопје. Трета работа. Може би уствари измеѓу овие двете работи едно нешто заборавив, ова ќе биде како измеѓу нив двете, е тоа што те запознав тебе. Значи тоа беше измеѓу фактички ја мислам тоа прво ги факултет. Али добро, бронзе медал и тоа не е лошо, знаеш. Трето, окей, не е страшно. Тоа беше измеѓу периодот, уствари, кога завршив факултет и кога работев во Струмица, тогаш кога јас ти почнавме уствари да се гледаме. Иако во тој момент не ми било веројатно толку многу, како и претходниот пат што кажавме, не важно, туку не сум мислела дека ќе тераме толку многу од овој сегашен аспект кога би се вратила назад.
Ти си многу заслужен за сето тоа што сум јас денес. И тоа го кажувам во секој аспект, заради тоа што мислам дека баш имам поминато доста важни работи за мене, кои што си бил тука низ целиот тој период, па и во тие периоди кога јас сум транзитирала, кога сум се барала, кога едноставно не сум знаела што да правам, што да работам, кај сум, што сум, значи ти си бил цело време тука до мене. И тука нема да должам многу. Ќе го кажем само тоа. Да. Јас знам нешто сакам да додам на ова што кажа ти. Мене ми е често ми се случува тоа да погледам ретроспективно и особено кога ќе начне некој темата за нешто, колку време се заедно или нешто ќе паднеме на мове за врски така натаму. Ја уствари кога ќе размислам, јас сум сведок на твојата еволуција од дете. Да. Буквално, значи од дете Буквално. што спиеше до 11 сат, стануваше, гледаше Netflix, што гледаш тогаш, некоја што се. Се ми е Некоја серија изгледано знам на дека Netflix. некој конкретно ја гледаше. До 10 до така 10 сат спиеше, гледаше 2 сати Netflix и знам дека беше на работа у Магнус од 1 сат. Да, Тоа беше- тренирав 5 пати неделно. Тренираше 5 пати машинка. неделно, машинка беше да. Дојде дома, ќе се видиме ти 11 после моите тренинзи, твои тренинзи, 11 на насипал, легни, па стани. И тоа беше некој таков циклус. Сабота Од таму- си бев искочена секоја сабота Да, од станица, станица се среќавам, дотерував. да, од станица. И уствари јас сведочев на таа транзиција од едно девојче како зрееше и како стана зрела жена со управа смисла на зборот. И не знам, многу ми е драго и убаво и чест што бев сведок на сите тие фази што ги искусиме заедно, што и сум имал било каков, колку и да е голем, мал, небитно, удел во тоа. И не знам, многу интересно, пошто мислам дека и преходниот пат го зборевме, уникатноста на нашата релација е како заедно сме си сведоци на заедничката еволуција, растење, и заедно сме си помагале да тоа се оствари. И Иако можеби не сме биле свесни за тоа. апсолутно не. Само нешто ги сватам. Природно и Да. многу, не знам. Види, тоа е процес кој што и сега се случува. Значи, ние сега сме у процесот на созревање, на менување Да. на кожата, константно се регенерира и некоја нова верзија од нас се претвара и се ова што сега го правиме ќе биде производ нешто година две од сега. Значи, тоа што Да. сме го правиле во минатото сега е плодот, не само професионално, туку и лично и меѓу нас двајца. Така да е многу во моменти ми е баш ми е, не знам, сежам да помислам дека уствари сме се виделе себе си од толку многу различни светла, од најдобри, од најлоши, од операции, од проблеми, па до сега у Дубај со сосема различен животен стил и мислам различен животен стил. Суштински ние сме истите, само се различни околностите околу нас. Ама знаеш како, кога ќе помислам на сите тие работи што сме ги поминале, некако многу било смут. Не знам какво чувство имаш ти. Не дека било лесно, ама пример последно еве за преселбата за Дубај, тоа е сосема друга тема која што сигурно ќе стигнеме до таму. Немало натегање, немало дали може или не може, дали треба или не треба, туку било не знам, баш смут. Знаеш како можам да го дефинирам? Сега ми текне на мисла. Секој паѓање што сме го имале, паѓање условно кажано и лично и меѓусебно, сека било falling forward. Значи било пат, значи суштински пат, проблем, ситуација така натаму, недоразбирање така, било пат, да го речем дека, значи не стоиш стабилно, туку паѓаш, тоа е како синоним за нешто нестабилно. Ама било пат напред како асоциација на нешто дека ние кога сме имале проблеми, турбуленции лични и меѓусебни, ние па сме иделе у таа насока, у заедничка визија за заеднички напред идеме. Као што кажа тоа смутно, да не било лесно, ма било у заедничка насока. Да, баш тоа. Така да лесно мислам дека тоа не постои во една релација, ама као што кажавме, било смуто тој аспект, дека заеднички сме биле свесни дека може да го пребродиме тоа заедно и дека со заедничка работа и заедничка визија дека може да гураме напред. И само уште нешто третото уствари ќе го спомнам, еве, 3 биле, со тебе 4 нека, само ти си таму некаде измеѓу. Иако си најбитната алка на сите тие. Пошто неверојатно туку да не си бил ти, немаше да бидам ни јас тука, така да тоа е еден
круг, зачаран круг. Кога ги гледаш назад работите имаат логика. У Да. моментот нема ништо Да. логика. Таа, уствари, последната работа која што ќе спомнам е дефинитивно собраќајката која што ми се случи, заради тоа што ми го смени животот, перспективите, гледиштата на се што правам, на се што творам, на се што сум јас за 360 степени. И нема да се задржувам многу, пошто веројатно низ други некои прашања пак ќе стигнеме и ќе се испреплетат сите тие приказни. Ама можем да кажем дека ги извади и најлошите и најдобрите верзии од мене, кои што Предизвик. ако не си доволно свесен да ги препознаеш, може да те фрлат во една дупка од која што мислам дека многу луѓе заглавуваат таму и многу е тешко да излезеш. И тоа не те стига одма, туку е нешто кое што доаѓа после некое време, кое што сега кога се враќам и се уште ги доживувам некои работи, буквално само ќе го строчам во таа реченица: најлошите верзии и најдобрите верзии од мене. Да. Ама сум благодарна на тоа што се случило, заради тоа што И треба да си. на тоа што се случи, заради тоа што јас повеќе ги гледам тие добрите верзии од мене и сето тоа што јас сум го научила низ целиот тој пат, заради тоа што да не беше така, не знам како би било, шта би било, кад би било, ама сум Само сигурна тргна дека таму, некои работи не би можела да ги согледам на тие начин на кои што ги гледам сега. Да. Така да. Перспективата, мајндсетот дека се што ни се случува во животот не ни се случува на нас, туку се случува за нас, Апсолутно. менува све. Апсолутно. И уште еден момент интересен за ово што го збореш, сите овие точки што ги спомнав до сега. Само има едно заедничко, ако можеш да го приметиш, вклучувајќи и јас што сум дел причата, иако до моето ќе оставам по добрите работи, другите биле потешки, полоши, дека сам не лоши, туку предизвикувачки, потешки да се да се надминат. Не е нешто пример не рече дојдов во Дубај. Тоа ми го сме. Не, значи тоа е у Дубај е да речем лесниот поглавје од сите поглавја. Ама зашто го спомнам ова? Дека најчесто предизвикувачките и тешките работи кои што во моментот изгледаат многу тешки да се истрајат, тие уствари те растат. Апсолутно. А во моментот зашто го Апсолутно. спомнам ова? Пошто секој од нас у даден момент кога проаѓа во нешто такво, што и да е некоја лична верзија на ти што го кажуваше, изгледа многу тешко во моментот. Looking forward, само од напред, тоа што го реков преска, само напред од напред кон назад кога ќе видиш, ние сека се пресетуваме на тие тешки моменти, на неубавите моменти. Сека ти ги гледаш како хайлајтот на твоето поглавје од животот, дека мислам, ако успееш да се избориш со тоа, ако успееш да пораснеш поради тоа, ако не може да ти биде брден за цел живот и да се осеќаш дека тоа ти било клетвата што тебе те снашно ради не знам што. Да, знаеш како сега кога го кажуваш и кога јас ќе се навратам назад, немам уопште негативни чувства за било што. Така е, во моментот ти било тешко. Ми било тешко, ама никогаш не сум била со мисла дека ова нема да помине или ова е најтешкото нешто, Да. апсолутно не. Значи, Да. јас сум свесна многу дека постојат и не чекаат уште многу потешки работи. Сигурен сум, Ама, да. моментот и клучното нешто на тоа што мислам дека го прави mind shift на таа перспектива е дека секогаш, дури во најтешките мои моменти, јас сум си кажувала дека ова ќе пројде. Значи, ова не може да трае вечно. Ништо не може да трае вечно. И најдоброто. И најдоброто, апсолутно, најдоброто уште пократко трае. Да. Значи, не, сега збориме нели конкретно за овие работи, меѓутоа, моментот е само да не заглавуваме, да не мислиме дека ова е крај на светот и дека тоа е тоа, да. Сме го зборили многу пати, муаветот има технички и суштински проблеми, така да се што е од природата на технички проблем Е надминливо. е надминливо. Да. А скоро све е од природата на технички проблем. Да. Океј. Идеме влечеш? кон, јас ќе влечам сега мој ред. Идеме рековме за relationships, така? Плавата Да. картичка. Еве картичките. Океј. Плавите. Ајде ми дадеш и од кај тебе да влечам, јас мислам ти да ги излечи земеш. си кај тебе. Ајде, не шо? се- Е нека убава. Што ја кажа. Дали сум спремен? Мора да сум. What are the deal breakers that would make you reconsider a relationship? Deal breakers беше за нешто кое што е лошо или добро? Знаеш дека не ми текна во моментот meaning Па of не знам у која deal breaker. Не, ова значи чекај. Deal breaker. Па не знам дали е Аха, нешто што е is a condition, issue or behavior that is so unacceptable or important to someone that if
prevents a business deal immediate arrangement or appreciation for being formal. Значи нешто што преведи ќе се нешто што не е окей, што би, значи what are the deal breakers that will make you reconsider? Зашто на мене не ви се паднало? Саш да говориш ти. Искрено не знам, сега ќе треба да размислам за what are the deal breakers that will make you reconsider a Саш relationship. да се сменам. Ајде, да, од сакаш да одговориш. Спремен ли си? Ајде, што да спремен? Ајде да чујам да видам што толку тебе тоа те, еве ти буирам. Земи. Ајде. Чим толку сакаш да одговориш вакво? Имам само една работа. Ајде. Мислам дека знаеш што ќе Ајде, биде не тоа. знам, не знам. И сме имале само еден мислам дека таква криза во нашата врска. Ајде. Кога ги имаше? Па што се смееш? Да. Не ми е Да, смешно. да. Не Да. ми е смешно. Стварно не ми е смешно. Мислам, можем јас да се насмеам за ова, ама нема да се смеем, пошто знаеш дека не ми е смешно и знаеш дека уствари го преведели прашањето what are the deal breakers that would make you reconsider our relationship? Да. Кои се Тоа се навраќам, не е за сега. Ама морам да кажам, мислам ќе кажам најотворено дека единствен пат кога јас се помислив дали јас ќе останам со тебе или не, беше во период кога ти ги имаше. И тоа беше период некаде после мојата собраќајка, кај што не знам ни како да го опишем тој период, кај што јас поминував низ многу тежок период, веројатно и за тебе било многу тежок период, веројатно тоа те било еден издувен вентил, ама тоа после пројде и ти си продолжи со истото темпо. Може би да кажеш и од твоја страна, еве од сега кога се присетуваш, зошто си го правил тоа, заради тоа што ние сме го збореле ова, ама никогаш не сме стигнале, не сум те прашала, уствари, еве гледаш, не сум те прашала, тогаш го надминавме. Како го надминавме, мислам, многу едноставно. Имаше ултиматум поставено, или ќе го продаде тогаш компјутерот? Не, сега го продав пред да се што одвориш, сега продав пред да му добави. Не, ама за мене стварно беше единствениот пат кога јас си кажав самата на себе дека јас нема да бидам во таква врска, заради тоа што тоа не беше врска за мене и не беше нешто кое што јас би се согласила да го живеам секојдневно, заради тоа што тоа беше период кога јас и ти веќе живеевме заедно и само на кратко и ќе опишам како тоа изгледаше. Тоа беа денови кај што сега ми е смешно. Кај што јас ќе си легнам, а ти играш до, не знам, до 3 до 4. Не, и да не било, не беше толку колку е касно, колку што беше галамата, пошто ти спиеш у спална на 5 чекора од мене, а ја немам осет колку зборам и гласно зборам, пошто играв со другари на Discord и кога збориш и и знаеш, оке, тоа кога се случуваше повремено. Мислам, јас апсолутно знаеш дека немам проблем со ништо што ти сакаш да го правиш, ако не поминува границата и екстремата на тоа што се случува. Тоа беше, мислам дека и сам си свесен дека ја поминуваше границата на тоа што како треба да изгледа. Да, бе, како едно хоби. Едно хоби како треба да ти биде дел од животот. Како дел, мислам, непоимливо беше за мене и до ден денес така. Знаеш, мислам дека знаеш, мислам дека што ти беше најголем шок според мене, што никогаш не си видела таква верзија од мене. Не. Ниту пред, ниту потоа. Апсолутно и плюс стај on top of that, стај дека тоа почнеме да живееме заедно пред X време, така нешто година време. И мислам дека беше комбинација повеќе ствари. Дури ја таа верзија на себе дека знаеш што моментот со геймањето, јас сум пораснал, Јас сум пораснал со средна школа со геймање, со такви заврканци, тоа е на друг вид на интеракција и што си е. Да, јас тоа го знаев. Да. И многу пати го зборевме, меѓутоа као масло на платно беше да ја видам таа верзија од тебе што апсолутно не ми се допаѓаше. Апсолутно, значи не само тоа, туку не си ни знаела дека постои. Ниту пак ако сега ме прашуваш, не ни сакав да знам како изгледа, пошто мислам, не ни сакав да знам. Океј, те видов и во тоа светло знам како изгледа, ама едноставно ти си, знаеш како тогаш во тој момент веројатно ми се руши целата слика која што имав за тебе, пошто луѓето што те знаат и јас знам дека тоа е така, ти си еден од најдисциплинираните. Тоа еден од луѓето што се најдисциплинирани во однос на се што правиш. Значи, збориме за дисциплина од
не знам, на едно повисоко ниво, од кое што јас секојдневно учам и до ден денес учам од таа твоја дисциплина, и тогаш за мене беше као what the fuck? What the fuck are you doing? Да. Like, шо е со тебе? Шо се случува? Као што кажав, една од причините зашо го правев тоа, мислам дека дека ја проаѓам низ некој зезнат период и ми требаше малце оддишка од све, а ова беше the perfect combo, пошто си со луѓе, имаш социализација по наводници. Тоа башка. Oh my God. Тоа беше кец на 10. Да, тој период беше уствари со операцијата, Да, тоа беше период. И беше како еден мини getaway од све, башка гемањата само по себе си е допамин раш. На многу интересен начин, плюс тоа го нема вправено 5-14 години и се присетил колку ствари интересно. Ниџу, Дуле и Деки сега ќе мислат дека ради мене се поствари, па нека мислат што. Па не, види, не, факт е дека голем дел од причината ради тоа што више имаше влијание негативно на тој степен кај што сфати дека it's not fine. Значи више ова преоѓа границата на е окей и више чекор следна тука веќе сериозно не е окей. И од една страна ми е криво што на време не сум го препознал тоа. А од друга страна било нешто кое што еве чим сме го надминале, значи било некој вид на потежок тест кој што, нели, си имал ти доволно трпение ти од твоја страна за да го... За мене беше најголем тест, искрено, за мене беше најголем тест, пошто јас стигнав до момент кај што навистина го зборевме, не знам дали се сеќаваш на мојот, јас ти кажав или ќе прекинеш да играш или јас си одам. Едноставно не можем повеќе да бидам во таква средина. Колку и да мене да ми е убаво со тебе и да те сакам ама едноставно има некои моменти кај што треба да поставиш граници. И едноставно јас сум таков човек што да сум многу толерантна до одреден момент, ама ја надминеш ли таа граница и не го испочитуваме ли тој договор кој што го имаме после тоа, едноставно. Да. Факт е дека од моја страна беше нешто кое што беше, пак ја речам, мислам дека избрав веројатно погрешна алатка да се ослонам за да се направам оддишка од притисокот кој што ги имав на многу други работи. И тоа беше најлесното ствари на некој начин да речам, најлесниот getaway во ментален. Што може да го изберам во моментов и беше стварно се супер е тоа. Дури мислам сега да земеме PlayStation да купиме дома, и ти ги се зафркаваме, ќе ги имаме, ќе се шалиме. И се тоа супер дека како хоби и не ти пречекорува некои други аспекти од животот, како што е, нели, лична продуктивност, релациите, здравието. Види, тоа исто, јас тоа го ставам во истата корпа со пиење, со дрога, со допамин коцка, значи нема разлика според мене, пошто нели можеби нанесуваш помалку штета на другите и на себе отколку ако земеш да се дрогираш и да пиеш и било што да правиш, ама апсолутно е во истата корпа на зависности. И знаеш, можеби од таму ми беше мене целиот тригер, ама од друга страна познавајќи те тебе, каков човек си, знаев дека ти е некоја фаза која што мораш да ја надминеш. Едноставно и сега навраќајќи се назад, јас и многу пати и тогаш како правев преиспитување на тоа зошто ти се случува тоа што го правиш, многу пати во мојата глава беше дека знам дека поминуваш низ нешто кое што низ некој таков период и тоа ми даваше цело време како некој ветар во грб дека ти не си тој, едноставно знам и сигурна сум дека ќе го надминеме тоа. И така и беше. Да. Океј. Пак треба да влечам. За тебе нема да влагам. Па ајде, ако имаш кажи. Или ако немаш, па можеби имаш, не знам, ајде. What a deal breaker. Ајде, ќе кажам сега, кога почнеме на таа тема. Сакам да слушнам, ајде. Да. Нешто кое што ти е сега многу, мислам дека променето, многу созреано е способноста за контролирање на емоциите. И мислам дека ти предпостави. Мислам дека ти предпостави, што ја кажам. А нешто кое што се сметам себе си за покрај сите своји нели мани и недостатоци, се сметам себе си за доволно сталожен, смирен, не сум лико што се кара, расправа, дере, фрла патики низ станот и ќе се фаќаме за коси за враца. Не, јас прилично сакам на смирен начин да ги
решавам работите, било каков конфликт, затоа што сметам дека така... да ги решава на друг начин. Така е, затоа што ако јас сум бил веројатно како тебе, веројатно ќе немаше на ве. Дека сум фрлала патики по тебе. Ако си фрлала патики по... До толку не било. Слушайте ме се. Ако си фрлала патики по мене, немаш да седиш карши мене се. Тоа е факт. Не, како и да е, ништо немало, мислам, никако физички, мислам, тоа за мене, тоа е као не deal breaker, тоа е не знам у која категорија спаѓа, мислам, тоа не станува воопшто збор за тоа, туку едноставно во даден момент неспособноста за регулирање на собствените реакции. За избувливост. Избувливоста, да. И нешто кое што сум сигурен дека одговорот на тоа, ама јас сум таков или јас сум таква, е најголем изговор. Никој не е таков или таква, по дефолт. Да, може имаш своји причини зашто си таков, ама тоа не значи дека така треба. И дека не можеш да го промениш тоа. И дека не е нешто кое што не може да се смени. Зашто ако има опција да бидеш, да се контролираш подобар, тоа постои за тебе. Дали е лесно да го промениш? Не. Дали е возможно? Апсолутно да. Така да, мислам дека исто така на некој, можеби не сум се запрашал за нашата цела врска, ама сум си рекол дека дефинитивно for life не би сакал да бидам со некој кој што ќе газам на eggshells, на јајца да газам, што ќе кажам и како ќе реагира. Не фала. Мислам, те сакам, те почитам све, ама не сакам да живам во fight or flight ситуација затоа што ова било онде, не било овде. Така. Сам не сме се ние расправале за не сме имале конфликт на разбирање за дали чашата е таму или ваму, не за тоа. Ама сметам дека и најконфликтните потенцијални моменти има потенцијал да се решат на многу. Факт е дека ние сме емоции имаме, ни влијаат по шест ствари, ама треба да стремиме кон тоа да бидеме по да си ги подобриме нашите реакции и однесувања. По природата моја исто кој твојата е доста трпелива, мислам дека тоа многу не спасило меѓусебно. Јас сум многу трпелив и толерантен и сум знаел дека може да го промениш тоа, затоа што ти го зна потенцијалот. Кој јас на време би видел дека нема нешто во тебе кој што има потенцијал да се подобри, веројатно одамна не би. Исто кој што рече пресека за мене, кој што си знаела дека тоа не сум јас. Исто кој што сум знаел и јас дека тоа не си ти целосно, дека да треба да се избрусаат некои работи. Има потенцијал, има желба, уште побитно од све, дека има желба за тоа и уште побитно мислам дека од све дека си ги препознала и прифатила тие слабости и недостатоци. И мислам дека тоа е нешто кое што ме размислило во даден момент, ама сум сватил дека мислам сега и тие две работи што ти го кажеш за мене, иако кон тебе мислам дека одамна се long gone се од тие ствари, мислам дека сме многу позрела верзија од себе си и од нашата врска. И мислам дека бесрамно го кажувам и ти за тебе, јас за тебе, ти за мене, затоа што е нешто кое што едноставно тоа се случило. Не може да се правиме дека не се случило, не може да правиме дека не постоело, напротив. That's us. Не види, секој од нас има некои страни кои што не се баш окей. И мислам дека и моментално, ако почнеме за моментално да збориме, секако ќе најдеме нешто. Нема крај тоа. А сега сакам само да се навратам на тоа во таа конотација и да кажем, јас сум свесна за и уште некогаш ми се случува да јас не можам да ги исконтролирам до тој степен, иако мислам дека многу го имам надминато тоа преку работа и преку освестување на многу ситуации и моменти за себе и за тоа зошто ми се случува тоа, заради тоа што не знам со кој пред некој ден, скоро уствари зборев со некој на таа тема. Тоа чувство кога ќе го направиш нештото и знаеш дека не е окей, ама е посилно од тебе. И едноставно тоа е тоа научено однесување и научен образец кој што во тој момент тебе ти е како да кажем, автоматски. Ти доаѓа автоматски да го направиш. Автоматски а и сам респонс, не знаеш да. ниту зошто го правиш, знаеш дека не ти носи добро. И од друга страна јас сум знаел дека тоа не сум јас, дека тоа е нешто кое што јас едноставно го имам научено од некаде, го имам од некаде видено. Знам дека не е возможно да сум јас таков човек, заради тоа што внатрешно не го чувствувам, а го кажувам и го правам. И знаеш, тоа е најтешкото нешто. Најтешкото нешто да ти си свесен дека тоа што го правиш не е окей, ама да во наредна ситуација пробаш да се исконтролираш.
Тоа е најтешкото нешто. Мислам дека и ти се согласиш со мене заради тоа што сме имале многу такви моменти кај што и сме го разговарале тоа за мене лично. Знаеш, во тој момент треба да си кажеш, окей, овој пат нема да изреагирам на тој начин, ама како на друг начин да изреагирам, кој јас не знам. Знаеш, и тоа е нешто кое што треба да го работиш. Тоа е нешто кое што треба да го размислуваш, да го учиш, да пробуваш, да грешиш, за можеби да стигнеш до некоја верзија од себе во која што ќе си кажеш, окей, тоа е нешто кое што веќе не ми се допаѓа, туку е нешто кое што окей, поминува. Да. Имам различен исход. Заради тоа што апсолутно на сето тоа што го ние правиме има акција и реакција. Имаш некакво однесување и на тоа однесување ти имаш некој одговор. Особено ако имаш некој друг што стои карши тебе. Особено кога е некој друг кој што ти е интимен партнер, не другар, не фамилија, значи некој кој што ти е најблизок. И во тие релации мислам дека затоа интимните партнерски релации тоа се тие моменти кои што ги прават толку комплицирани, а и посебни истовремено, пошто има моменти кои што само таму можеш да ги видиш и да ги освестиш и да ги препознаеш заради тоа што е. Да. Тешко е затоа што тоа се ирационални реакции, тоа се емотивни реакции пред се и многу е тешко да раздвоиш емоцијата од разумот. Многу е тешко, затоа што најчесто емоцијата го прави оверлеп, го обзима разумот и обзима логиката. И туку ствари ги прави недвои нас како луѓе, затоа што може некој сега карчиме на се да ме почне да ме пцуе, да ме вика и да ме обвинува и така натаму, како јас ќе реагирам зависи од мене. Апсолутно. Значи може да збори и да прави што сака. Ама само Така. контролата е нешто кое што апсолутно се тренира и треба во одредени ситуации се најдеш за да го препознаеш тоа кај тебе пред се дека нешто не е во ред, нели, во реакциите се кажа. Друг пример, ама мислам дека и тоа што го кажа, првиот чекор кон тоа е да препознаеш дека грешиш, дека не е тоа соодветна реакција. И тоа е навика, едноставно навика на однесување, тоа ти е реактивност, тоа ти е нешто кое што ти е научено и по дефолт го правиш. Тоа ти е автоматски мисли, автоматски однесувања и тоа е нешто уверување и тоа е нешто кое што според мене многу не само што не дефинира, туку ги дефинира и нашите релации и односи и однесувања и се и многу често и низ мојата работа и сум работела со луѓе кои што работиме на преврамување на тие автоматски мисли и тоа е нешто кое што за е многу тешко, најтешко. Најтешко да, ама види, добрата ствар број 1 што може да се промени, секој може да го подобри тоа, и број 2 е нешто кое што е несвесна реакција, а првиот чекор за правење на несвесното свесно е да препознаш дека е несвесна реакција. Значи првиот чекор кон промената е тоа, не е да си викаш јас следен пат ќе бидам подобар. Не. Јас следен пат не позитивни мисли, јас сум добар човек. Не можеш така. Не можеш така да го направиш. Со позитивни мисли јас се гледам во огледало и си викам јас затоа и тие афирмации кои што се само така кажани површинско на кажани, на несвесно ниво, не ги сакам и не ги форсирам и да, никогаш не работат. биле нешто не работат. И не биле нешто кое што ми биле водилка заради тоа што сметам дека за да направиш вистинска промена треба малку подлабоко да прокопаш во некои работи и да ставиш во глава и свесно низ ситуациите кои што ќе се случуваат да пробаш да реагираш и да се однесуваш на друг начин. Нема друг начин, не можеш како што кажеш да заснеш пред огледало и да викаш и за се е така, јас сум убав, јас се сакам, јас doesn't work that way. Doesn't work that way. No. Не. No. Да влечам пак ја? Да, твој ред е. Да, пошто ти го скокна мојот ред. Па врски, така? Не знам, ајде, ако сакаш да сменим малку. Не знам што се запна толку денес за врски. Првично рековме таму ќе почне, па сега ќе видиме кај ќе заврши. Ова е, уствари, јас те прашувам тебе. Ајде. Tell me 2 things I can do to better support you. Кажи ми 2 работи кои што можам да ги направам за подобро да те поддржам. Ајде сега те видам.
Сега поише се што ги размислиш кои две од тие поише Не, правам кратка рефлексија на тоа како изгледа уствари кога за да можам да срочам во нешто кое што ќе биде пократко, ама ми текнува на една. А знаеш, ова и го имаме разговарано, ама еве сега пак ќе го спомнеме. Кога се случува нешто кое што е мое лично и нешто низ кое што јас поминувам, мислам тоа е и нормална реакција и мислам дека секој кој што те сака и ти е близок би пробал тоа да го направи, ама е нешто кое што мене не ми помага секогаш е тоа што ти пробуваш да ми најдеш решение на проблемот што го имам. А некогаш не ми треба решение на проблемот што го имам, заради тоа што или ќе ми дојде само решението, или сама ќе го најдам, или веќе го знам решението, ама мене ми треба само да ме исслушаш. Подршка. Само ми треба поддршка и само ми треба да си тука. Не ми треба да ми кажуваш вака направи за да ти биде подобра. Ти тоа го правиш, мислам, и сме го зборили, не знам дали се сеќаваш, ти тоа го правиш со намера да направиш да ми биде полесно на мене. А уствари во тие моменти не ми е полесно на мене, туку уште толку некогаш се нервирам заради тоа што не ми треба да ми бараш решение на мојот проблем, туку ми треба само да ти кажам, да ме исслушаш, да знам дека си тука и да ми бидеш комфорт во тие моменти кога мене ми е тешко. Тоа е едно нешто кое што искрено за друго нешто не знам што би спомнала, пошто стварно премногу ми значи твојата поддршка и се што правиш за мене во тие моменти и начинот на кој што успеваш да го препознаеш тоа што мене ми е потребно во тие моменти кога ми треба поддршка и стварно не би споделила нешто друго, пошто мислам дека и нема. Ете, тоа е едно нешто кое што ми текна во моментот, пошто скоро се случи. Кога ти кажав, те молам, не ми барај решение, само биди тука да онака што се вика да си се исплачам за тоа што ми е тешко и едноставно знам дека ќе се најде решение, ќе си легнат работите, ќе го разговараме повторно и било како, само, знаеш, како поддршка, да бидеш покрај мене. Така да. Мислам дека рефлексивната реакција кога некој гледаме што ни значи кога се мачи или го прави нешто да му помогнеме побрзо да искочи од тоа. Да. И од таму доаѓа таа потреба, не дека јас мислам дека ти си неспособна, дека не знаеш да го решиш тоа. Знаеш како да го убрзаме решавањето на проблемот. Некогаш не можеш. Па факт, ама од таму потекнува тоа. Апсолутно. Не дека јас ти не знаеш или не можеш. Ама дури во момент некој да не можеш, нели? И пошто во даден момент нешто, пример, треба да се направи тоа и тоа, не можеш да го направиш од X причина. Како што јас нешто не можам да направам во период од X причина. Нека тој пошто е тенката линијата, знаеш, од одредена линија е од помош тој пристап, а од друга линија после тоа што го кажа веќе ја поминува таа граница и веќе станува поише како притисок и одмагање него што е екшоли помагање. Така е, пошто знаеш, јас пример во многу ситуации кога ми треба навистина да најдам решение, јас и те прашувам што би направил ти во таа ситуација, кажи ми што така мислиш. Така е формулирано прашањето. Така е формулирано, а кога не ми треба, најчесто јас сакам само да ти кажам, да ме исслушаш и да, можеби да слушнам твое мислење, ама не е и решение на проблемот, пошто знаеш, мислам ме разбираш во која конотација. Сакам да го спомнам, така да е. Не, знаеш како некогаш ја можеби сум пуши за нешто се реши затоа што гледам колку е блиску решението, гледам дека зависи од тебе, гледам дека можеш, гледам дека сакаш, и знаеш, тоа се работи кои што интензивно се спојуваат во една мисла во уметот кај мене и така реагирам. Да. Ама во ниту еден случај суштината на тоа не е нешто лошо, ама и пак и кога не е за лошо, пак не е тоа што треба во моментот. Па тоа сакав да ти кажам, заради тоа што знаеш како некои работи, да, можеби ние од страна јас за тебе или ти за мене, ти сметаш дека јас можам, сум спремна, блиску сум до тоа што треба да го направам, ама не е моментот за мене. Пошто знаеш, некојаш треба да оставиш, како што ти кажа, не е моментот јас тебе да те вадам што побрзо од тоа што ти треба да го пројдеш, пошто тоа е нешто што на тебе ти се случува и најверојатно преку тоа ти ќе пораснеш или ќе научиш или ќе сгрешиш или било како. И тоа е нешто кое што е твое лично. Или сега збориме за работи кои што не се поврзани директно со нас двајца, туку повеќе отидов во насока на
некои други лични ствари, дали поврзани со работа, Што е со да е. семејство, Лични со искуства, лични искуства, значи процеси. повеќе во таа, Да, нели, што е различно од тоа кога се работи за мене и за тебе. Затоа кажувам, пошто поддршка повеќе мислам на тоа, кога мене ми треба поддршка за нешто низ кое што јас поминувам, така да. Тоа е тоа. Океј. Јас треба да влечам. Добро. Мадам. Мислам дека ова беше, не сме ги извадиле прашањата. Што е? If our relationship ended tomorrow, what Да, three things... која е шанса да го Која е погодиш тоа? шанса, да. Дај ми друга. Треба да ги вадиме тие што... Да, извади, трни ги овие. Ај. Да видиме. Ајде, да чујам. What similarities do you see between your relationship and that of your parents? На моите родители, така, не на твоите? Да. На моите? Океј. Твојата врска со врска на твоите родители? Психотерапија. Знаеш како викаат, многу често бираме партнери кои што се многу блиски на нашите родители, пример на мајка, на татко, на некој кој што те потсетува и види не е далеку од вистината до некој степен, нели, некогаш можеби ќе биде обратно, ама стварно мислам и од психолошка гледна точка ние бираме нешто што ни е блиско. Тоа за те прашам, од аспект на психологија, пошто ти работиш со системска и семејна психотерапија, што вика многу често бираме партнери кои што ни се блиски. Ама кога мислиш има логика да што тоа така, затоа што тебе првиот модел на љубовна романтична релација помеѓу двајца луѓе, машко и женско, се твоите дома. Се родителите. Родител еден, двајца. Така, ама логично да доаѓа од таму. Затоа нели кога викаат како бираат девојки кои што бираат насилници, има многу врска, мислам нема да навлагаме пошто нели нема да збориме од тој аспект сега во однос на тоа што и како ги бираме партнерите, психологијата што вика позадински, меѓутоа да. Има поента, мислам има логика. И има поврзаност заради тоа што ние бираме тоа што ни е блиску на нас. Тоа што го имаме гледано, учено, тоа што ни бил рол модел во посебно во еден период од животот кога сме растеле. Што е уствари кои се сличностите кои што јас ги гледам во нашата релација и во нашата врска со таа која што имаат нашите родители, иако во системската терапија ние многу често ги работиме тие трансгенерацијски модели на релации кои што ги има и кои што се појавуваат, за да нели, многу често се и негативни, за да прекинеме некои образци на однесување и да тоа е нормално, се имаш добри, имаш. Да внесеме некои, да го смениме малку целиот наратив на таа приказна што се случува. А пак тие што се добри, пробуваме нели да ги зајакнеме и да ги уважиме и да ги нели да ги задржиме, да ги пренесеме или било како. И одговорот на прашањето е? Океј, размислувам. Се размислуваш што ги има многу или нема? Не, стварно размислувам, пошто ги има многу. Не знам дали ги има многу, меѓутоа размислувам што е тоа што и можеби како најголема сличност. Знаеш како, пошто не се прашања кои што се наивно звучат и изгледаат, ама не се ичи. Не се ичи, треба да ги размислиш. Ми треба малку време онака да што е прво да што ти паѓа на памет? Ти текнува тебе нешто или не? Се прашањето за тебе се. Добро, ако ти текнува нешто да ми помогнеш да
За тебе да кажам нешто? За мене. Не знам, може ти од страна гледаш повеќе, пошто ги знаеш моите. А мене ми е малку тешко да... Знаеш зашто ми е тешко? Добро би да кажеш дека некоја особена работа не препознаш и тоа не е страшно. Не. Ми треба време, не дека не препознавам, сигурно има некои работи кои што онака на блиц ми текнуваат и ми... Можам да ги споредам, ама мислам дека полесно е да каже некој од страна. Ти, например, ако гледаш. Знаеш што е работата што ми текнуваат негативни работи. А што беше? What are similarities do you see between your relationship? Аха, значи не пишат добри или лоши, само не какви. пишува. Добро, окей, што да е право. Не знам зошто на прва, пошто најверојатно го имам работено тоа и на моја лична психотерапија, имам проагено низ тој процес. Ми текнуваат една конкретна работа, а тоа е за релацијата помеѓу мене и тебе, како јас некогаш се навраќаме на истото тоа. Како јас некогаш емотивно не можам да ги изрегулирам тие реакции кои што ги имам. Можам да кажам и ако е нешто негативно, така не дефинира прашање. Не сакам да звучи лошо, ама мислам дека дури и мајка ми и татко ми го имаат надминато тоа, заради тоа што и мајка ми нејзина работа лична го има тоа препознаено и јас дури и со нејзе го имам разговарано. Тие такви испади, неконтролирани емоции, импулсивност за одредени нешта кон партнерот, мислам дека мене ми се провлекуваат од таму. И од таа, затоа кажав уште претходно, еве сега пак некако се навраќаме на истата тема. Кога и преска спомнав дека јас тоа некаде го имам видено и научено, е така, пошто моите стварно мислам дека имаат многу време. Сега да не погрешам, ама над 30 години се сигурно заедно. Дека имаат најсовршена релација, немаат, ама што никој пример за нешто кое што па можеби би сакала да го имам со мојот партнер, со некои еве такви мали финеси и промени кои што би ги имала во таа партнерска релација. Ама тој образец на однесување помеѓу тоа да јас сум таа која што импулсивно реагирам, а ти си тој кој што цело време пробува да ја смири топката, тоа било исто и кај мене дома. Татко ми го знаеш, мислам, татко ми е во животот ми се нема развикано, еде така ако можем да кажем, пошто татко ми ако викне, тоа значи дека стварно е нешто кое што било ги надминало сите можни граници, не една, сите. Мајка ми е била многу поимпулсивна и многу построга. И на моменти се осеќало тоа дека емотивно не може да ги исконтролира нејзините емоции и реакции и сето тоа. И на мене тоа некој ми се провлекувало во таа релација со тебе. И еве тоа е нешто кое што јас го гледам како трансгенерацијски пренесен образец од мајка ми кон мене, а и од нивната релација во нашата релација. Која што мислам дека и ние ја имаме надминато и ја надминуваме се уште, а и они ја имаат надминато, заради тоа што пак ќе кажам, и со нејзе во многу разговори сме дошле баш до таа тема. Од каде па на нејзи е тоа научено и тоа се знаеш, ако се вратиш назад се... Знаеш сликата што е 5 родители еден поз друг што покажуваат кон секој пред него и на крај кога некој одлучува да прекине таа трансгенерацијска тој пренос на одредени работи. И мислам дека најбитниот дел тука од ова се што го каже е тоа што си го препознала тоа и се одлучила да го промениш. Затоа и го кажувам, јас бев свесна дека тоа не е нешто кое што е мое. Знаеш како, пошто јас го правам, сум свесна дека не е окей да го правам и си викам зошто повторно и повторно ми се повторува истото, зашто не можам да го исконтролирам, као од каде ми доаѓа таа потреба. Тоа е само доказ колку уствари утрен ден јас и ти ќе бидеме родители. И тоа нека не биде ова што го збориме лекција за нас, дека колку има силно влијание на дете во развој тоа што го гледа дома. Како има добрите ствари, како му влијаат, нели, однесувањето помеѓу двајцата партнери, така и не толку добрите ствари. И мислам дека и токму од таму, тоа ти ќе го кажеш многу подобро, се создава сите тие негативни патерни кај возрастните луѓе. Особено луѓе што не доживеале доволно љубов кога биле деца,
мислам дека се претвараат во некои не толку убави верзии на себе си и оттаму застануваат можеби и зависници и се однесуваат лошо кон своите партнери, кон своите други релации, не само партнерски, зборам романтични партнери. Така да нека биде ова лекција за нас да се потсетиме и да си даеме на дознаење на двајца дека многу работи треба да ние да ги сработиме пред да одлучиме, мислам, иако сме, како што кажеме, сме и надминале пред и не спорно дека ние ќе грешиме некои работи и понатаму, и ние денеска грешиме и грешиме како родители. Нема бегање од тоа, само битно е у процесот да ги разбереме некои работи, дека некои работи не треба да се провлекуваат на одреден начин, затоа што покрај тоа што штетиме на себе си, штетиме условно кажано и на некој друг кој што нема баш добро изграден филтер да знае добро од лошо, туку само прима како еден сунгер. Многу пати со тебе сме го збореле тоа, мислам и моите и твоите имаме, многу сум благодарна што имаме прекрасни родители. Не знаеш, не може да ти кажеш, не може да го дозборам тоа. Да, тоа е нешто кое што мислам само така ќе го кажем, пошто стварно мислам дека и тоа што си ти, и тоа што сум јас денес е благодарение на нив. 100%. Без разлика колку и мани они да имаат, не постојат родители кои што немаат мани, Не они постои тоа, правеле тоа е. во моментот толку колку што знаеле дека е најдобро за нас, а направиле Многу одлична добро работа. кажам, многу добро кажам, затоа што знаеш како ние забораваме дека они се тие што даден момент биле на таа возраст, моите имале 23 години. Така Јас е. имам 34. На 23 години, пред 11 години, ја ако се викам тогаш ако сум имал дете, факт е дека инстинктот ти се пали родителски. Ти ќе направиш све за нив неа, небитно. И секој од нас има различно темпо на созревање и на растење, Да. ама дека ќе сум успел да направам нешто кое што компаративно со ова сега, оваа зрелост која што мислам тоа е хипотеза сега, што би било ако е било никад нема да знаеме. Да. Ама како се чувствувам сега, што е најрелевантно за компарирање сега и тогаш, мислам дека он неспоредливо сум јас сега и тој Марио бил на 23, пошто тогаш сум имал некои други приоритети, си бил зелен, други работи ти биле важни и не сум бил доволно развиен психолошки, доволно емотивно за да сметам дека треба да се Да. грижам. Тоа не значи дека бил случајот за татко ми, мајка ми или за таткото и мајка ти. Тоа не значи дека на 23 грешно си родител или на 34 е правилно и обратно. Нели, и времињата се променет и се нема Така е, врска. а види, секој си има свој пејс на развивање. Поентата на тоа ми беше дека многу е важно да сме благодарни за тоа што ни го дале нашите родители, за тоа што се они, за тоа кои сме ние заради нив, но исто така е многу важно да ги препознаеме и баш тие образци кои што не сакаме да ги пренесеме. Да. Пошто јас тоа го освестив, се сеќавам и на една, конкретно додека на една психотерапија, кај што ми беше поставено од мојот психотерапевт прашањето баш тоа. Во однос на пошто јас го разговарав многу често тоа со нејзе, зошто мене ми се провлекува тоа толку многу. И баш конкретно одевме и во таа насока, кај го имаш видено тоа, од кој ти е тоа научено, колку често кај тебе дома била присутна таа реакција. И знаеш, тоа се тие моменти кај што ти освестуваш дека океј, да, мајка ми ја сакам најмногу на цел свет. Значи, она е жена и пример по кој што јас сакам да се водам, ама има моменти и образци кои што не сакам да ги земам со мене. И тоа е океј. И тоа е многу тешко да го пуштиш, заради тоа што, знаеш, тоа треба да те тргне од таа лојалност. А Така тоа е. не значи дека не ја сакам, не ја почитувам. Апсолутно. Дури мислам дека Напротив, уште толку ти се засилува чувството кон одредена личност која ќе сватиш дека океј, она толку можела, толку знаела и едноставно го правила најдоброто што можела за мене, ама јас не морам тоа да го земам со мене. Не Да. морам, не, едноставно тоа не сум јас. Јас можам да се изградам во нешто кое што можеби ќе направи да јас бидам подобра личност. Да. Така да види, мислиме дека нашите родители ќе бидат горди ако ние сме подобрена верзија од нив. Ние сме нивен потомок, ама да бидеш improved, како 2.0 верзија од нив. И мислам дека нели секој здрав разумен родител ќе сака неговото дете да биде подобрена верзија од тоа што му го дале од дома како модел и да го однесе чекор нагоре, затоа што
Нели, и ние еден ден ќе даваме максимум тоа што можеме и тоа ќе биде најдоброто од нас. Нема дискусија, нема бегање од тоа. Јас сум се помирил со тоа и дека секој ден ти пробуваш и грешиш и дека тоа си е поларитетот. Едноставно имаш добра верзија од тебе, имаш не толку добра работата, не толку добрата да препознаеш и да подобруваш константно. И тоа е поента, така се само откриваш на некој начин себе си. Ама само ќе се задржам во што го спомнам со твоите и ќе заокружиме оваа тема. Поврзано е со нив. Они се дефинитивно едно од најпрекрасните луѓе кои што ги имам запознаено. Тоа ќе кажам без два пати да размислувам што ви она што ми текнува прво за нив е тоа. И мислам дека меѓу формацијата моја во главата, сликата за нас на почетокот сега нема да порам правите 5 месеци, ама после одреден период веќе кога влеговме во да речам втората фаза, кој искочиме од како беше ханимун фазата, кај што веќе нели се беше и веќе окей, доаѓа предизвици, доаѓаме некои други фази. Мислам дека ги упознав твоите прв пат, втор пат, трет пат, значи неколкуте пати. Прво сватив од кај си ти каква што си у позитивна смисла. Сватив уствари знаеш, дури некаде туку тубитру некои работи кои што ги среќаваме денеска, пошто сме експонирани многу повеќе на негативни ствари, негативни луѓе, искуства, особено партнерски. И ќе најдеш на некој што е повеќе тоа што си го имал претходно, во аспект на искуство и како се однесува него с тебе, си вика чекај маце. Тоа ти е траумата у тебе, немаш да е ова. Чиме волку добро, нешто не е окей, има некоја фора. Ама кога ги упознав в моментот твоите, ми беше се ми се потврди зашто е тоа така како што е. Тоа едно и број 2 ми беше дефинитивно потврда дека сакам да ти имам за вечен партнер, затоа што за мене семејството е веројатно и неверојатно тука најбитната работа во свет. И ја не би сакал да имам семејство да креирам дотолку поише деца со некој кој што нема право и вистинско разбирање на семејни вредности и значење на што е тоа семејство. Пошто верувам дека од семејството се почнува и најдоброто и најлошото, и мислам дека е кога тоа го сватив, кога тоа го видов, мислам дека ми се оформи сликата, да, тоа е тоа. Значи Софија за мене поради ова беше веројатно последниот дел од мозаикот кај што ќе сватам дека во мојот живот сакам да имам оваа личност, а ова е само печатот и потписот на документот. Сега ми текна уште една работа, ама друг пат да ја кажам. Ако е кратка. Не, кратка ќе биде заради тоа што мислам дека малце се коси на сетот на повеќе од тоа што го гледаме денес. Мајка ми и татко ми имаат една релација која што не налага заедништво во секоја смисла, да, меѓутоа не налага дека мајка ми треба да биде домакинка дома, да ова лошо ќе звучи, не домакинка од типот на тоа дека треба да има дома цело време спремно ручек, пошто татко ми кај нас готви, тоа е нешто кое што е така. Повеќе ми беше во смисла дека они двајцата ни текот на целата нивна релација успеале да се градат индивидуално и успеале да стигнат до некој момент кај што и двајцата ќе се изградат како личности, како индивидуалци, без никој, иако во многу периоди во животот и едниот и другиот жртвувал за да му помогне на тој другиот, меѓутоа сега веќе се и постари, моите се и постари малку, се во момент кога смислам дека се и двајцата зрели индивидуи кои што го постигнале врвот на тоа што сакале да го прават. А нашата релација е некако многу слична на тоа и тоа е нешто кое што мене многу ми се допаѓа, заради тоа што ниту ти бараш од мене јас да бидам таа која што ќе жртвувам се, ќе бидам дома и ќе треба да сега тргнувам од најбазичните работи. Мислам да не ме сватат луѓето погрешно, меѓутоа да не мораш да чекаш на мене секој ден да има ручек дома, да не мораш да чекаш на мене да не знам сите работи кои што една жена се очекува дека треба да ги прави да бидат на место. Традиционално, туку да, еден дел од традиционалното да се задржи нормално, да си ја знае секој улогата и тоа што треба да го прави, но слободата да можеш индивидуално да се изразуваш и да напредуваш, така би го срочила. И тоа е нешто кое што за мене е многу голем пример од моите родители, а јас го гледам, можеш и ти да ми кажеш, го гледам многу слично на тоа како ние се развиваме низ нашата партнерска релација. Што е? Види, веројатно кога ти би сакала некој да те команда и да му правиш јадење
и да тераш некој друг терк, некој што ќе ти биде целосно ти носи дома. Пошто најчесто тоа се носи као стил мажот носи пари и работи, жената дома чува и готви, пере и чисти. Значи тоа е Ама на нема ни погрешно во тоа. Само тоа не било дозволи. нешто кој што јас Не го сакам реков, за не себе. реков, не станува збор за правилно и погрешно. Правилно погрешно е релативна работа. Тоа сме доволно свесни да го знаеме. Тоа што за тебе е супер правилно, за мене може да е ултра грешно, ради врз база на моите стандарди и вредности и обратно. Тука не можам да дискутираме. Со ова што го кажувам, не викам дека тоа е грешно или правилно. Сакам да кажам пример само, една друга алтернативна реалност. Кога ти би сакала некој кој што ќе биде провајдерот, условно кажам денеска во 2025 термини, а жената ќе биде таа која што ќе чисти, ти ќе бидеш таа што ќе чисти, готви, веројатно би имала 3 деца до сега. Не би работела или би работела нешто што е part-time или чисто само колку да си бидеш, нели, да правиш нешто, колку да имаш некој допринес финансиски, ако има потреба, така натаму. И кој јас би сакал да бидам во таа позиција како маж, кога некоја жена има ќе знам дека секој пат ќе биде изготвено дома без разлика на све, дали ќе биде исправно, што не значи дека сега ти не переш или ја не готвам или ти не готвиш или не се грижиме за домот заеднички. Кога веројатно би ги сакале тие работи индивидуално, ти би била со друг партнер и ја би бил со друг партнер. Друга партнерка. И мислам дека ние многу јасно сме ги имале тие слики во главата, како сакам да изгледа мојата партнерска релација и како сакам да изгледа, ти сакаш да изгледа твојата партнерска релација. И веројатно поради тоа што многу јасно сме ги знаеле тие работи, пред се број 1 и број 2 сме виделе дека можеме така функционираме, независно, ама заеднички, во таа таа заедница да видиме колку што може независни, ама пак да се грижиме еднакво околу тоа што треба да се грижиме за двајцата. Мислам дека таа причина сме тука кај што сме. Иначе во спротивно кога имале различни вредности, семејни и така натаму, веројатно не би можеле. Пак ќе речам, ништо нема грешно во тоа. Ако некој се пронаоѓа во таа тако видна, што е многу поблиску до традиционалното, нашето поднебје, пред 1-2 генерации било апсолутно така. Значи жените не работеле. Дома се седеле, пак ќе речем. Ако некој се пронаоѓа во тоа и сака да го прави тоа, go for it. Да, затоа и кажев, нема ништо погрешно, Не, меѓутоа мене ми апсолутно. било секогаш многу драго што е така, заради тоа што јас имам тројца браќа и иако мајка ми се грижела за 4 мажи во куќа, јас сум била таа која што секогаш сум ми помагала. Заедно да чистиме, заедно да переме и сето тоа нели што спаѓа во тие женски работи, Да. условно кажано, и до ден денес и ги прави, и јас ги правам и било како, меѓутоа не во однос на тоа, туку повеќе ми беше во однос на тоа што го кажев последно, сличност, на слободата да се градам како индивидуа. Како индивидуа, да, јасно. Особено професионално мислам дека мислиш. И професионално најмногу, заради тоа што нели во некој период од животот жената е таа која што ја превзема поголемата жртва кога ќе дојдат наред деца и било како. Ама да, повеќе професионално, пошто за мене знаеш дека е многу важно и професионално да напредувам и секогаш било тоа нешто кое што мене ме градело како личност. Повеќе во таа насока беше да ја видам сличност, еве, нешто позитивно кое што го гледам кај моите родители и нашите релации. Мислам дека ова важи за секоја индивидуа, особено за жени, пошто многу често жените се тие кои што се, ајде да речам, у таа традиционална релација се оние кои што не толку обрнуваат внимание на својот професионален кариерен развој, ако нели одлучат да по тој пат. Мислам дека секој нас има свои соништа, желби, амбиции, цели и мислам дека никој не треба да дозволи ти да му бидат потиснати. Нели, како што кажа. Си има одредени фази во животот кај што едниот презима повеќе од другиот и така натаму и верувам дека еден ден, нели, здрави деца кога ќе имаме дека ти ќе бидеш таа дома што ќе биде со детето. Јас нема да речем сега оди работиш 12 сати денес годинот или правиш што ги правиш. Нормално дека јас ќе бидам тоа, нема no brainer е тоа. Ама ниту еден случај не би ти кажал сега ќе затвори се дома ти наредни X години, јас ќе носам пари дома, јас ќе носам леп дома, на метафорички кажано, и ти не се развивај. Не затоа што не само ти, туку секој како индивидуа, како човек има одреден потенцијал кој што е задолжен со тоа што е донесен на овој свет да си го реализира. Пошто со реализирањето тој свој потенцијал нешто допринесува кон најблискиот круг, па после подалеку и најдалеку. Секој си има своја улога на ова. Ама и тоа што го кажуваш и тоа што го збориме е пак нешто кое што потекнува од позадината, односно тоа како го имаме ние видено и научено. Затоа е многу важно, јас во однос на тоа па сум благодарна што сум го имала тој пример. Ама ако го немаме тој пример, не значи дека
секогаш е правилно тоа што можеби за некој ово што јас го зборам е неправилно. Така бе, Можеби пак некој речам. има друг пример дома кој што сака да го следи. Види. Јас зборам во однос на тоа што јас го сакам за себе и за тоа што за мене Така е е. правилно. Ма примерот си е Така да- пример, значи види, примерот си е пример. Прво многу битно да го сватиш примерот, да го видиш од third person. Знаеш, да имаш способност да го видиш од малце повисока перспектива и да сватиш дека окей, ова е тоа што ми било дадено мене без да одберам кога сум бил дете, од мајка ми, татко ми, мајка и татко ти, број 1 тоа. Број 2 да извлечам тоа што е доброто, да го земам, тоа што не е добро да го пробам да го подобрам, ако го веќе го имам кај мене. И број 3 врз база на се што сум видел и во комбинација со тоа што јас сакам да имам, што не дека треба да биде реплика. Зашто би била реплика ако не го сакам јас тоа? Не викам дека тоа така треба или не треба. И да направам еден производ кој што ќе ме направи мене уникатен според моите желби и потреби, пошто секој од нас си различен карактер, нешто кој што е нема два пати од мене, два пати од тебе. И секој тоа се доаѓа комбинација од различни искуства, потреби, карактерни особини, и тоа не може да се реплицира во ниту еден универзум. Два пати истото. И од таа причина викам дека окей, треба све тоа да се согледа добро и да се направи нешто кое што е нели, не мора да се копира 100%, иако многу често тој образец се повторува и луѓето наставно си прават реплика на својот дома што го живееле. Да. Јас станувам татко ми, барам некој што ќе биде мајка ми. Или па обратно, нема како и да е. Сакам да кажам дека тоа е нешто кое што може лесно да се провлече ако не го разбереме на време. Така е. Најбитно е, ја викам, и да го правиш тоа, не е ништо грешно. Многу е битно да бидеш свесен дека тоа ти се случува. Во спротивно ти си на автопилот. Да. За еден ден да сватиш дека чекај маце, ова не го сакав јас. Ама сепак го одбрав за мене, не знаејќи, односно не бев свесен. И тоа го ставам под категорија на незнаење. Јас или ти? Ти. Јас бирам така, да. Ти бираш. Да, една. Дај. Ти дај навака и маце. Измешај прсти во убирање. Ај. Колку е сат? Колку време е? Имам, пола сат. Се, ова, Патра прашам јас тебе. Чекај се. Ај ти прашам една. Ја треба да го одговарам Ти треба се. да одговараш, да. Прочитай го прашање код мене. Иако не го прочитав цело и него од разле, само гледам дека е прашање. Describe some times or areas in which you find it most difficult to be open and honest with me. Уствари да опишеш некои времиња или некои areas како теми. Теми, да. И За кои ситуации. што ти било и ситуации за кои што ти било најтешко да отворено и искрено да разговараш со мене. Нема, мислам дека тешко ќе ми биде, пошто е поише мината ствар. Мислам дека ми е тешко да најдам конкретна ситуација, ама ќе го кажам образецот. Две работи се мислам дека. Две. Граници и потреби. Под граници се подразбира нешто кај што за мене е не. Ама не сум го кажал или направил на време не, со причина да не те повредам, со причина да нешто да избегнам во моментот. Иако тоа во пракса најчесто е нешто кое што не функционира, односно во моментот можеби нема да го соочиш тоа што не сакаш да го почувствуваш, ама eventually ќе направи еден 360 круг и пак ќе се дојде тоа на тема на муаветна маса. Некои граници кои што иако ништо не било страшно и грешно тоа, туку поише било, особено во раните фази на врската, кај што, знаеш, одреден момент сакаш да си likable. Знаеш, да имаш некоја, како да го сорочам, не знам дали ме сваќаш поента, likable аспект на тоа, ако не ставиш силна граница за ова тука, веројатно ќе ти биде по окей тебе кон мене. Ама има еден голем проблем тука. Тоа не е твојата вистина. Така. Ти не си ти тогаш. Тогаш ти некој те сака и ти се свиѓа тоа што го прави кон тебе,
врз база нешто што он не е. Уствари, ако добро да разберам, тоа значи дека некогаш правиме работи кои што другиот сака да ги види или слушне. Да, на своја сметка. На своја сметка. На своја сметка. Да. Ти ќе направиш тоа, да. Во моментот е фластер на отворена рана од 20 сантима, ти ќе мислиш дека лепиш нешто и дека спречуваш крварење, ствари е само нешто кое што е привидно. И е нешто кое што само пак што реков преска. Врти еден цел голем круг и се враќа. Ти на некој конкретен пример или не? Мислам дека многу одамна било ова. Во моментов, да речем дека последните 2-3 години ништо немало веројатно такво кој што ќе речеме да тоа ми е сега нешто кое што не сум ти стал граница и сега ми се враќа назад. Не ми текнува ситуација, ама ми текнува чувството. Точно на чувство кој што после некој време се веќе фак. Не требаше вака. Не требаше на време да кажам некоја работа дека окей, за мене до тука прифатливо. Понатаму више не е. Така. Колку и да не се свиѓа, извини, ама тоа е. Тоа сум јас, тоа е мојата потреба, тоа е мојата вредност, тоа е мојата граница. Така е. Ако е окей, fine with me, ако не, и сега и ти си ме научила и сме го збореле ова, да кажи до кај ти е линијата. Пошто јас мојата толеранција нека иде на моја сметка поише и таа толеранција поише ми штети и за тебе, ради тоа што се кај мене создава по фрустрација. Од друга страна, знаеш како сега како размислувам еве за некои нели такви однесувања кои што биле, не само за тебе, туку со ова што го кажав, ако го правиме тоа само за да му се допаднеме на другиот, да поминеме полесно тој пат, знаеш како идеме до момент кога ти сакал или не ќе го покажеш тоа однесување и тогаш по другата страна ствара Од кај искочи па се ова? Од каде ова? Да, нели не беше вака. Уствари тука била цел време. Тоа ти е да big pink elephant in the room, као се правиме дека не е тука, ама тука е. Се правиме дека не го гледаме, ама го гледаме двајцата. Така да мислам дека тоа било некои ствари кои што и тоа било лична работа пред се. Тоа било некој мој несозрен начин на решавање на конфликтни ситуации, на непоставување на одредени кои што сега ми е не само тоа ти си ме научила, си ми помогнала да го сватам и сега ми е многу лесно да го префрлам тој во други релации во мојот живот. Кај што наставно, окей, значи има една граница, една линија кај што мора да се повлече за некои работи. И кај што ако не ја повлечеме е лошо за двајцата. Не само за мене, тоест не само за другиот, туку и за мене и обратно. Значи јас живеам во фрустрација, а ти живееш во нереалност. У даден момент мора да се соочи нереалноста со фрустрацијата. И тоа ствара уште многу поголем проблем, кој што може да се избегне ако на време било ставено дека до тука е. Побрзо, значи тој период што бил измеѓу потребен за да се преживее таа граница што била поставена, е многу помал него болката што ќе се доживее од после кога ќе треба да се, значи едно што ќе треба време, второ ќе треба и емоционален момент да се тоа соџва ќе да се проволта. Така да тоа е едно, второто што реков? Потреби, да. Да, као сил, ја мислам дека ако на време ќе вратам тоа со гејмањето преска. Мислам дека ако сум на време сум ти соопштил, слушај, I need time. Као не ме чепкај. Следниве месец дена сакам да си земам одишка малце. Имам потреба од ова. Следната година дена? Добро се. Не се, види, кога нешто не е адресирано како што треба, не знаеш на што си, знаеш, ако нешто ти каже некој твоја потреба, колку тебе не се свига моментот, барем знаеш на што си, барем знаеш што да очекуваш, знаеш дека некој има потреба тоа. Сега е мал пример што можам на прво ми текнува пошто тоа претходно го зборев и лесно поврзливо. Ама е нешто кое што ми било тешко да го адресирам како потреба, знаеш, окей да си ги кажеш своите потреби. Секој нас има потреби и желби. И некој пат мислам дека тоа си го видела не само не при ваква релација, туку и релација со други луѓе, и кога некој кон тебе се однесува, знаеш, сака нешто да ти каже, ама така некоја завиена форма, нешто сака да добие или да осознае или окей, let me know, кажи ми. И мислам дека, ама пак сме го дискутирале тоа, сме го збореле, ти си ми адресирала нешто и сум дошол до сознавање дека да, усвари, не може да очекувам дека ти ќе направиш тоа за мене, ако ја не ти кажам што ја сакам. Сега единствено ако ме речеш што сакаш за вечера, ја ти речам не знам и ти ми правиш телешко месо, ме ми седа до риба. А кај е рибата? Па ти не ми кажеш дека сакаш риба, ти речеш не знам. Така да, најпластичен, најбазичен пример, ќе ми ја свадиш поента дека ако не сум си кажувала своите потреби на време, доаѓаме до истото. Еден круг си врти тоа, доаѓа на маса како проблем. Затоа што не може тогаш се што потиснуваш не си оди. Само си стои тука и чека даден момент кај што ќе се искочи на
на површина. Така тоа се две работи, ама што не мислам дека во голема мера сме ги соџвакали, мислам дека сме ги изеволурале на многу добар начин. Океј. Дај. Јас треба да влечам? Да. Денеска само на врски удрени. Само тоа ќе влечам? Да, денеска само тоа ќе биде. Следен пат може ќе измешам малце, ама денеска мислам дека малце нека се држиме на нас, не јас и ти. Картичка таа ке тебе така да. Добро. Are there any areas of our relationship that feel you lack trust? Explain. Не. Дали има некои сегменти од врската наша дека кај што чувствувам lack trust? Недостиг на доверба, на верба. Не, апсолутно не. Многу кратко и едноставно. Next. Не мислам, само ќе кажам една кратко за ова. Мислам дека ако тоа постои е цела врска на разнишени нозе. Веројатно. Што има над тоа што ќе дае сигурност ако го нема суштински тоа? Не знам, ја чувствувам што го имам во сигурност, лојалност, доверба кон тебе ми е толку длабоко во земјата закопано и толку знам дека е цврст темелот, кој што врз база на се претходно било така reinforced, да цврстено, што мислам дека не постои нешто кое што ќе го разниши тоа. И мислам дека тоа ни е уствари јадрото на нашата релација и затоа е толку силно и е све надминливо токму ради тоа. Суштински и технички проблеми. Да. Нашето суштинско е пресудно, нашето суштинско е она кое што е пресудно и она кое што е ни дава цврстината на релацијата. Техничките проблеми, кој што кажал, како, дали некој избавна, тоа се некои површински работи кои што со разумен мове се решаваат. Ако тоа не достига, ние може би најтехнички подкованите луѓе, дипломатија на ниво. Да. Најдобри семејства сме имале, кариери, милиони, с Ламборџини Дубај, усела ви 1000 евра вечери. Како ти кажам? За мене тоа ја ќе осеќам такава една дупка, празнина, што не постои нешто кое што во моментот да го добијам од било кој аспект. Значи, не, парите ќе ставам страна. Whatever. Нема мир. Внатрешно. Не. Кога нема мир, све е залудно. Све паѓа во вода. Нада. Среда треба влечем, да. Се умори? Не. I enjoy it. I love it. Ајде тука прикарат нешто да измешаме. Прашање веќе одговорено, мислам дека. Describe if any, паузи уште има, if any ways which our relationship has changed you. Опиши ако има тоест да опиши начини на кои што нашата врска те променила. Да, тоа веќе мислам дека. Мислам да, ама ќе кажам дека партнерската врска има потенцијал да те промени на многу начини, и на добри и на лоши. Со кој зборевме у кола негде кој зборевме? Мислам дека у кола зборевме пред некој ден, не знам со кој сега не навлагам. Као стил бракот е не е добра работа, нешто, кој зборевме, не знам со кој зборевме, нема везе. И као стил бракот по себе не е лоша работа. И ке рече некој бизнис другар не е добра работа. Ништо не е добро и лошо по дефолт, односно со тој кој што бираш да правиш нешто, може да го направи искуството добро или лошо. Така да она што сум јас како персона, како Марио, во голема мера е изгланцано, искалено врз база на тоа што сме ние заедно. И мислам дека тоа што кажав преска, кога не би била нашата релација, веројатно не би бил јас тој што сум. И тоа е
би рекол не се срамно го кажам, а нема ништо срамно тоа. Тоа е вистина, целосна вистина дека како сум созрел и на личноста во која сум станал, имаш ти огромен удел. Знаеш, ние сакаме да веруваме нешто ќе рече некој self-made, само направени сме, ама не се лажеме. Партнерот има потенцијал или да те бутка напред, или да те влече назад. Да. Во голема мера, не само за кариера, и кариерата е една од стварите. За се. За многу работи. Дали ќе ти помогне да растеш и да созреваш на правилен начин, или ќе те уназадува и или ќе те уништува, буквално тоа ти е корозија, тоа ти е рѓа. Рѓата како проаѓа поише време, поише одзима од тебе и мислам дека секој треба на време да согледа ако врската во која што е или го расте или го овенува. Да. Така да describe if any, не if any, туку in many, ја би ставил, in many ways has changed you. Мислам, уште едно прашање можеме и тука да завршиме. Ти си наред. Прошли пат ти заврши, тоест ја завршам, а ти не го одговори прашањето, се ти ќе одговори прашањето, ти ќе завршиш се. Чекај вака малце. Ама сега ова не е за нас. Туку? Describe a situation where you lost trust in someone close to you. Добро, ова е за врски, да, тргни го. Ова е за врски, не е романтични врски. Да. Може и пријателски. Ај. Пак describe, дај ми некој друго. Нешто не ми се свиѓаат веќе прашањата. Ајде. Чим се насмева кога ти свиѓа? Не ми се свиѓа баш, ама ајде да влечем по трет пат. What conversation, have you been putting off? Tell me now, I can help. Па вчера зборевме. Тоа е. Сакаш да го говориш или не? Ма ја треба да одговорам. Ти треба да одговориш, ја да одговорам. Не, ти треба да го... Јас те прашувам тебе. Прашањето, јас се одговорав, јас се одблече прашање одговор, се ти одговориш. What conversations have you been putting off? Tell me now, I can help. Фактички, ко ти мене да... Да, ја те прашам тебе. Не е окей, ако не ти... Не е окей. Немам... Да. Шо мислам си кажувам. Така да. Немам нешто што сега ми тежи да го кажем, па да треба да... Не, стварно веќе мислам дека треба да прекинеме и ти прашање што останува за relationships, веќе не знам. Кажи. I feel the least loved when you. Се чувствував најмалку сакана кога ти. Шо вика? Треба да завршиме? 20 минути, да. Сварно не знам. Последна среќа ти ова беше. Јас се уморив изгледа. Сега стварно без веза се малце веќе тие прашања. Мале човек. Шо? Which love song best describes our relationship? Ај молам се. Кринч, дај друго прашање, дај стварно, дај, јас ќе ги прочитам и ќе си изберам. Има ли такво песна? Чекај, која ни беше на свадбана песна на прв танец? Од Каролина беше? Не. Марио. Од кој беше? Првиот танц кој беше песна? Да? Може да завршим. Шо ти е? Кој беше прв танц песна да кажеме? Ама Каролина пееше. Шо? Александра не го испеа песната од кој? Која песна беше? Как се викаше песната? Ти не знаеш, ти ме смееш мене. Не го знам насловот на песната. Стара песна. Мај срамота, мислам дека може да го завршиме.
Обично женски стени или свадбата моја песна, таа и песна знае ништо. Леле. Ај. Ако и ова кажеш нешто до тебе, не е до прашањето. Ај, збори. Читај. What do you feel is the most romantic thing I've ever done to you? Јас сум романтик. Јас те поставам тебе прашањето. Зафркаваш. Ајде, како најнеромантичниот лик. И јас и ти? Јас ли сум најнеромантичниот? Ти не си романтичен, шо? А ти си романтичен? За разлика од тебе сум поромантичен. Тоа е no-brainer. No brainer е тоа. Да. Чекай да ми текнеш што си направил романтично. Мене ќе ми текне една работа. И тоа многу беше интересно која прави. Ама кажеш прво сега ти? И мене ми текне една Ајде, работа. ајде. Мислам дека беше, не знам зашо беше, дали за годишнината прва или за нешто, ми беше направил албум со слики. Мгм. Знаеш ли ти още тој албум не ни е на струмички, малку почнах нема веза. Тој албум не ни е пополнет уште. Има место за слики. Океј, ако можем да го спомнам вакво нешто романтично, ама стварно беше убава. Ми беше купил албум со слики и беше извадил слики од цела година од нас и под секоја слика имаше напишано како мини приказна, мислам ти беше, Да. за тоа како си се чувствувал тој момент кога сме биле таму и таму. Да, тоа бе слики од телефон, што ги испринтав као слики, actual слики. Да, и имаше многу повеќе слики, фактички пола албум е пополнет, уште ми е дома у Струмица во мојата соба стара, стои, треба да си го земеме. И уствари пола беше пополнет, пошто нели се договориме дека треба да го пополнаме Да. после тоа пак, ама не сме го направиле. И това беше стварно нешто многу убаво, пошто на некои реченици од тие слики јас студент денеска се уште се сеќавам. Така да това би било нешто од тие работи кои што мене ми текнува од прво. Да. А што ти текна на тебе? Памтам еднашка, не знам што беше финалното, ама памтиш дека ти се како пораки, како cues. Ау, да. Памтиш ли тоа? Да. Имаше една дешавка кај што Кринч. ливчиња или што ливчиња бе? Што кринч беше јако како treasure hunt. Памтиш ли што бе? Ливчиња ли бе? Ај подсети ме. Ливчиња бе. Ливчиња бе као ливчиња беше останало до креветот. И викам, Перница. не везе, под креветот, тоест до креветот, поде викам, као личи бишо, отвори фиоката дневна. Од фиоката дневна отвори таму. Може да ми ја замислиш фацата. Од таму не се свиеш или? Не се свиеш. Не Капна сум. е. Значи не дека не ми се свиело, само што јас сакам одма во моментот да добијам се, сакам да видам, да Абе, бараш. барај тука. Treasure hunt. И си викам и да, на крај не знам, не се ни сеќавам што беше последното. Ама беше интересно, да. Знаеш што сватам за нас? Значи ние апсолутно не сме ние романтични типови, сега ќе си Ружи. нешто да не, ја види, ја знам да ти купам цвеќенце. Тоа не дека не. Не цвеќе, да. Цвеќенце, да, не ружи, Ружи не. Знам дека не сакаш. Ама како и да е, покажување на внимание и тоа еволуира со годините. Знаеш, не е секад, морам ти купам сега поклон од 200 евра за да биде поклон. Не. Има куп ситни ствари кои што така. I thought of you. Затоа мислам, I thought of you на некој различен начин. да. Па и тоа е романтично. Апсолутно. Само што не сме the romantic type. Не. Ниту јас, ниту ти. Ти уже помалце. Ти поклон ме ти родене, бапе ти од глава ми го мава. До душа, што сме сега? Кој датум сме? 9 октомври? Кјути. Што кјути 9 октомври, 8 септември беше роден, уште поклон ме нема земјано. Па тоа дека ти спремам нешто романтично. Ајде, ќе снимаме може пак. после 8 години ќе те изненадам. Така е. Знаеш, имам На снимај, види, тоа што ќе добијам, кој ќе добијам, ќе го донесам тука. Што ќе биде ми кога ќе биде тоа. Така да. ќе можеш да го донесеш тука? Не сум Мислиш сигурна. се паркирале негде, ако треба да се паркират. Не знам. Ајде. Оставам спотаноста да бидам изненаден. Ајде, сега кажеш. Океј. It was cool.
Number 2. Следен пат ќе ставиме малку измешано со врски, со нешто лично, нешто со живот и со минато. Може тоа малку да поднаучиме нешто од минатото, ако сме доволно паметни. Толку за денес. Дека, не бевме доsadни, ќе ви бидеме интересни, ќе научите нешто, ќе ви помогнеме малку да турнеме, да размислите за некои моменти, ситуации за себе, така да. Ја ништо не се надевам. Кој како ќе оприми ова е колку е спремен. Да. За него ќе биде апсолутна глупост. Ќе скролне два пати и ќе рече. Okay. Така да се надевам дека ќе допре и ќе ги најде тие кои што им треба ваков муавет. Некој ќе се пронајде во некој од темите што ги избориме и ќе свати дека и неговата врска како и нашата и како ничува не е баш совршена како што си мислиме дека нашата е најлоша и другата е подобра и обратно. Така да тој што на кој што му треба да го чуе, ова е за тебе, тој што не е, продолжи да си гледаш нешто што интересира тебе. Па ќе бидеш спремен може за некој ваков муавет, можеби никогаш, можеби ќе ги слушнеш кај некој друг. Тука ќе бидеме на интернетов. Се гледаме во следна епизода.